Се уште нема резултати од вонредниот инспекцијски надзор направен на 17 овој месец во Прилепската болница од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кој што се случил по пријава на Центарот за јавно здравје во Прилеп за појава на интрахоспитална инфекција, откако почина 52 годишна прилепчанка која што таму правила киретажа, а наредниот ден појавување на компликации е препратена на клиниките во Скопје, каде починува. Директорката на ДСЗ Рената Младеновска рече дека биле земени примероци брисеви од здравствениот персонал и нежива средина, но повика да не се шпекулира со ништо, се до добивањето на точните резултати. Се уште нема резултати ниту од обдукцијата на починатата. Се додека не добиеме резултати, не смееме да шпекулираме од што е настаната причината, што е причината, тоа е за смрт на пациентката за жал. Апелирам да се причекаат резултатите и од обдукцијата на жената, така да наскоро се надевам дека ќе имаме информација. Од Прилепската болница денеска преку соопштение истакнаа дека пријавени биле два случаи кај кои што може да се каже дека спаѓале во интрахоспитални инфекции. Првиот случај бил вадење на остеосинтетски материјал во чиј изолат е најдена бактеријата Сератија. Рана чиста неинфецирана, а пациентот во добра здравствена состојба и излекуван бил пуштен дома. И вториот случај е со починатата 52 годишна прилепчанка кај која што е утврдена бактеријата стафилокока. Други случаи за пријава на интрахоспитална инфекција немало, а хигиената и дезинфекцијата во болницата биле на максимално ниво. Донесената одлука да се одложат операциите заради превенција беше одлука на комисијата, а не на надворешни контроли, како што сега по вонредните контроли и чиста состојба ќе бидат пуштени во работа истите. Болницата е темелно вонредно пречистена, дезинфицирана и по налог на комисијата за спречување и превенција на интрахоспитални инфекции ќе бидат пуштени операционите сали во работа со неколку конечни наоди кои што се преработуваат и треба да стигнат во текот на денот, велат од Општата болница во Прилеп. Инаку денеска од ВМРО ДПМНЕ прашаа зошто забраната за работа на операционите сали била доцна спроведена. Нашите сознанија говорат дека писмено од Комисијата за интрахоспитални инфекции било испратено до директорката на 15.2.2023, а истото било распределено до одделението дури на 21.2.2023 година. Прашање е зошто се чекало да помине толку временски период. Вчера па кој Прилеп отвори предмет под опрен глас да се истражи смртта на 3 лица кои што во последните 10 денови се лечеле во Прилепската болница. Освен смртта на 52 годишната прилепчанка, се истражува и смртта и на двајца мажи на возраст од околу 30 години. Во моментов обвинителството било во фаза на прибирање на потребната документација.